Поздрав до медиумите, поздрав до граѓаните одека во Штип. Денеска заедно со градоначалникот, со луѓето од администрацијата, со советниците, со пратениците, можеме да видиме како се трансформира Штип на подобро во делот на градежните зафати кои што се превземаат од страна на градоначалникот. Иван навистина има прилично амбициозна агенда. Јас сум убеден дека таа ќе ја реализира. Разговаравме и за тоа каков тип на проекти се потребни на Штип кои што би биле инвестирани од страна на централната влада, бидејќи како што знаете, оваа централна влада со сите сили се труди да го спречи развојот на Штип, бидејќи она општинска обврзница која што беше наменета за два клучни проекта во Штип, инфраструктурни проекта, за жал, одлучија од владата на крајот на минатата календарска година да ја тргнат од владина седница и да не помине, иако таа ги помина претходно сите филтри и во Министерството за финансии, и на македонската хартија, и на македонската берза, и при Комисијата за хартија од вредности и така натаму и така натаму. Значи, се што е согласно законот и процедурите си беше испочитувано, помина на сојата одека и така натаму, но оваа ненародна влада на ДУИ, поддржана од СДСМ, одлучи да на владина седница ја тргне таа обврзница и да на тој начин мисли да го попречи развојот на Штип, бидејќи ако сега Иван заедно со советниците, заедно со администрацијата работи храбро, амбициозно и честно одека, тие мислат дека на тој начин нивната политичка потентност ќе биде намалена, односно ќе освојат помалку гласови, тие секако ќе освојат помалку гласови, бидејќи тука во Штип, како и насекаде во Македонија, ќе им се случи дебакал. Но и покрај тоа, Иван наоѓа начин како да ги реализира проектите и ќе продолжи на тој начин да ги реализира проектите, а следната влада на ВМРО ДПМН, јас ги верувам овдека штипјани, ги верувам луѓето дека навистина тоа кое што е зацртано како план, тоа што е предвидено како голем проект ќе биде реализирано од страна на буџетот на централната влада. Уште еднашка можам само да бидам задоволен, да ги охрабрам, да ги пофалам, да им посакам само уште многу вакви проекти да продолжат и понатаму овдека во Штип да ги реализираат и се надевам дека веќе следниот пат кога ќе дојдеме овдека во Штип ќе бидеме присутни на некои нови улици, на некои нови игралишта, се она кое што нормално во рамките на општинскиот буџет може да биде реализирано. Така што уште еднашка честитки и само храбро напред, честно, затоа што штипјани тоа го заслужуваат. Господин Бицковски, како ја коментирате изјавата на председателот на Стопанската комора на Македонија, односно Бранко Азевски, кој што вели дека владата очекува прилив од 80 милиони евра од оние компании кои на годишно ниво остваруваат приход од над 10 милиони евра. Тоа се 200 компании. Зарем тоа е економија? Многумина бизнисмени доаѓаат кај мене и поголеми, и од средниот бизнис, и од помалиот бизнис, и се жалат за климата која што се случува во Македонија, бизнис климата, дека се жртви на уцени, на рекетирања, на, би рекол, привилегирана економија за одредени компании блиски до ДУИ најчесто, но има и такви кои што се блиски до помалиот коалиционен партнер СДСМ и често пати се жалат и велат што да правиме. И се надам дека конечно бизнес заедницата, стопанските комори ќе го кренат својот глас против владата на ДУИ поддржана од помалиот коалиционен партнер СДСМ и ќе можеме заедно да дојдеме до она кое што го очекуваат граѓаните, а тоа е да ја ослободиме најпрво Македонија и бизнисот од овие политички рекетари и криминалци во владата, а потоа да можеме да ја развиеме онака како што заслужуваат и да обезбедиме навистина услови какви што доликува на нашата држава, за да можат бизнисмените да отварат нови работни места и да вработуваат што е можно повеќе квалитетни луѓе. Затоа е многу важно час поскоро да дојде крајот на оваа влада на ДУИ, поддржана од помалиот коалиционен партнер СДСМ, за да може на Македонија да и тргне и да може бизнисот да се ослободи од притисокот кој што за жал денеска е наметнат. Што се однесува до законот условно кажано за солидарност, нашиот став како партија го знаете. Сме го кажале
во многу наврати во минатото, но очекувам овој пат бизнисот да биде гласен и секогаш кога сте гласни, кога се борите во она во кое што верувате, вие ќе успеете. Јас ги охрабрувам, а ВМРО ДПМН е тука да ги поддржи. Како ја коментирате тезата на СДСМ и ДУИ за уставните измени се направат под теркот на Хрватска, каде има широко набројување на етничките заедници? Па не знам дали сте сигурни дека сакаат да биде според преамбулата во Хрватскиот устав. Еве, јас сум подготвен. Ако е тоа формулата за успех, уште утре да ја почнеме процедурата, да биде Македонија држава на еден народ и на малцинствата во нејз. Еве, ако сакаат, уште утре да ја отвориме преамбулата на македонскиот устав и да го направиме тоа според хрватскиот терк, само да не се каат, тоа да не речат некои други етнички заедници, па да речат не било баш така како што не кажуваат. Инаку ако сакаат, еве според преамбулата во хрватскиот устав веднаш да. Не знам дали ја прочитале, не знам дали виделе или така на памет само се кажуваат, но еве ние како ВМРО ДПМН одма прифаќаме. Таква уставна измена одма прифаќаме. Господина Мицкоска, говорите за коалиција СДСМ ДУИ Левица. Што ви се подкрепуваат овие ваши тврдења? Видете, вистината порано или подоцна излегува на виделина. Има политички партии кои што со ефтин популизам преку статуси на социјалните медиуми се обидуваат да го привлечат вниманието на луѓето кои што со право се разочарани од политиката. И така, злоупотребувајќи ги чувствата на луѓето, мислат дека ќе добијат некој поем повеќе и ќе си обезбедат пратеничка плата, советнички паушал и така натаму. Но знаете, во животот порано или подоцна вистината излегува на виделина, па така, поврзано со ова ваше прашање, во текот на вчерашниот и за вчерашниот ден, можевте да бидете сведоци на една непринципиелна коалиција, а тоа е коалицијата на политичката партија Левица, политичката партија Гром и СДСМ, каде што да речеме во општина Карпош, заеднички се изгласа детален урбанистички план каде што ќе се градат десетици згради, без да има услови за тоа да се направи, каде што не се предвидени градинки, училишта и така натаму. Тие кои што до вчера пишуваа статуси против урбанизацијата, сега заедно со принцовите на бетонот во Скопје ќе градат десетици урбани стамбени блокови. Но тоа не е се. Ден послем тоа, а може би беше истиот ден, не ме фаќате за збор прецизно, коалицијата Левица, СДСМ и ДУИ во Советот на град Скопје ги изгласа заеднички програмите на работа на предпријатијата и институциите кои што се под ингеренции на град Скопје, нормално, за да можат заеднички да прават бизнис. Ете така функционира, за жал, таа политичка партија, која што во јавноста се обидува да се представи себе си како опозицијска, но таа е опозицијска на ВМРО ДПМН. А таму каде што во советите треба да го поддржи ВМРО ДПМН, заедно со многу инсинуации, со многу конструкции работи против волјата на народот, односно против ВМРО ДПМН, против овакви проекти, против онакви спортски игралишта и така натаму и така натаму. Затоа мојата порака е до граѓаните. Сите оние кои што се против оваа влада на ДУИ поддржана од малцинскиот коалиционен партнер СДСМ, да се обединат околу коалицијата на ВМРО ДПМН. Ве молам да не дозволиме да ни се повторат овие веќе 6-та година се навршува во јуни. Да можеме да го сопреме ова уназадување, овој пат на нашата татковина, а потоа да ја развиеме онака како што и прилега. Затоа да не подлегнуваме на ефтин популизам преку социјалните медиуми, а во суштина се гласаат стамбени блокови за дебели провизии и за дебели бизнеси од страна на определени политички партии. Се очекува денеска да се кристализира состојбата во ДУИ. Како очекувате да се рефлектира врз работата на владата? Оваа влада е коалиција на интереси, тендери и бизнеси. И ништо друго. Јас не би сакал да навлегувам во внатрешните работи на ниту една политичка партија, иако сите политички партии се обидуваат оваа кохезија, ова единство во ВМРО ДПМН преку одредени мешетарења и клинови да го нарушат. Мојата порака е дека не само што нема да успеат, туку жестоко ќе бидат
поразени. Ама ќе бидат поразени и внатре, кај нив самите, а ќе бидат поразени од ВМРО, ДПМН и од народот на следните парламентарни избори. Господине Мицковски, да ни кажете, министерот за правда излезе со предлог наместо 6 да има 8 изборни единици. На кој став е ВМРО по оваа прашање? Видете, ова е сега повторно нов циркус кој што се случува. Не знам дали овие луѓе се обидуваат да видат кој е поголем комедијант или да бидат сериозни. Затоа што во неговата коалиција во владата има политички партии кои што излегува на избори и бараат една изборна единица. Дајте нека седнат во владата, нека се договорат еднашка кој е заедничкиот став за да може да го коментираме. Една ли, 6 ли, 8 ли, 18 ли, навистина ги збунуваат граѓаните, навистина се несериозни. Јас знам дека се они обединети во криминалот, ама барем еднашка нека бидат обединети во интересот на граѓаните. Вака не можеме да коментираме ние, секој кој што сака да биде комедијант, паушални изјави да си дава и ние да го коментираме тоа. Се надам добро ме разбирате. Дали сте за враќањето на споменикот Ќосето пред судската палата? ВМРО го поставиш или го потргна? Па тоа претпоставам надлежните треба да ги прашате, што се однесува до еден таков споменик на еден лик кој што е дел од македонската историја, ВМРО да помене нема никак ништо против тоа. Не гледаме ништо против тоа. За уставот, ваш коментар за плановот на албанските партии да се брише 20%. Во овој парламентарен состав променен устав нема да има. Во овој парламентарен состав променен устав нема да има. И за крај, доколку се... За крај? Добро, чим ја затвараме тука, добро. Доколку се зголемат платите на функционерите според одлуката на Уставниот суд, дел од вашите градоначалници најавија дека ќе ги донираат, разликата ќе ја донираат во хуманитарни цели, дали е ова унифициран став за сите градоначалници од ВМРО? Ние ставот како политичка партија го кажавме вчера, исто така и јас за време на политичката академија организирана од партискиот истражувачки аналитички центар, секоја одлука на секој индивидуе е негова лична одлука.